Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добар ден, наши слушатели, добро утро. Добар ден, кажав? Веќе ми е ден. Леле, не пијам веќе кафе никогаш пред емисија. Ова ми е прв пат да испијам кафе пред емисија и веднаш ми е добар ден. Добро утро за сите оние кои се во движење, ја пијат првата голтка кафе или едноставно живаат во раните утрински зраци. Започнуваме со новото издание на Звук што се гледа и едно наше убаво дружење во овој заеднички мултимедијален простор каде што ги спојуваме и радиото и телевизијата, Зорица. Така, без разлика дали не слушате на фреквенциите на Радио 2 или не гледате во овој момент на македонската радио телевизија, едноставно подгответе се за уште едно, но ново, тазе, позитивно визуелно звучно доживување кое што ќе ви го разубави овој четврток. А за да и овој убав четврток и овој убав ден ни стартува и ни започне како што треба, организирано, сигурно и навремено, веднаш ја проверуваме моменталната состојба низ земјава и низ градот. Какво време не очекува на овој 11 јуни, каков ќе биде првиот ден од летниот распуст на нашите школарци, да ги поздравиме ова утро и уживајте од денеска, а ние се враќаме веднаш. Овој четврток 11 јуни не очекува вистински летен ден, но малку непредвидлив. Тоа многу менува. Да, не го сакам тоа, но утрото започнува сончево и пријатно, температурата брзо ќе се искачи, а како што можам да видам некаде околу 13-14 часот може да очекуваме и максимални 32 степени. До тука е одлично, но попладневните часови носат промена, па лесно може да се случи од сонце да преминува во дожд и веројатно тоа се очекува. Мал пријателски совет, доколку попладне ви заврне дожд, не дозволувате да ви го расипе расположението. И додека ние се мислиме дали попладнево ќе ни заврне дожд, дали нема, моменталната состојба во Скопскиот сообраќај дефинитивно го расипува расположението. Гледам на Google мапава, веќе знаете како е, за сообраќајниот хаос во Скопје не ни треба ни дожд ни грмежи. Доволно е само сите да тргнете на работа во 7:30. Најкритично утро во булевар Јане Сандански аеродром, голема гужва имаме и на Партизанска, Мавровка, така да возете внимателно, чувајте си ги нервите и останете на фреквенцијата на Радио 2 и МТВ и не заборавајте, кога ќе заврши учебната година, секогаш имаме порастеретување на сообраќајот. Така да, мислам дека деновиве полека ќе треба да ги исклучуваме тие нервози и да уживаме повеќе во летото. Добро утро, 7 часот 46 минути, останете на Радио 2. А колегата Ване вчера беше репортер од лице место. Најубаво ми беше. Најубаво успеа да регистрираш нешто кое што сакам да го прикажеме, убавено во дворот на училиштето Вера Циривири Трена. Може да го погледнеме видеото во квадратчиња ако ни е подготвено. Поминува вчера таму и слушнав труби. Јас не ги слушам баш трубите, ама има труби на видеото, да, така што. Имаме и тон режија, може да ни попуштите чисто малку македонско девојче, слушај. Тоа е. Како го фатам ритмот. Може. Како не ме види? Значи, полно средношколци, матуранти си славеа 10 јуни крај на школска година, ечеше целиот овој дел таму околу ФДУ, кај Финки, Машински. На твојот ден кога заврши Труби беше основно. Вака исто. Да, и кај нас беше исто, иако беше многу одамна. Да. Не беше толку одамна. Меѓутоа, да, имам подзаборавено. Ова се полуматуранти, се извинувам. Да, полуматуранти. Да, полуматуранти се. Морав да ја регистрирам ова убавина, ова позитивна енергија. И ти благодарам што сподели со сите нас. Да. Овие млади луѓе ни покажуваат како треба да се гледа во животот, со насмевка и со игра. Им честитаме на сите полуматуранти и основци за успешно завршената година. Ако со силната музика и врева слават полуматурантите, за повозрасните во Скопје забавата, односно музиката и вревата, не се секогаш причина за славење. Особено кога таа врева трае со месеци, не им дава мир во сопствените домови. Токму затоа денес жителите на Капиштец излегуваат на протест. Сакаат да проверат дали некој од градов воопшто знае што значи зборот тишина.
Но Зорке, што правиме доколку протестот успее денеска, тогаш Капиштец се соочува со сериозна опасност да стане пристојно место за живење. Луѓето ќе бидат наспани, нервозата ќе се намали, а продажбата на седативи во локалните аптеки значително ќе опадне, што би било директен удар врз економијата. Затоа еден апел до граѓаните на Капиштец сериозно да размислат. Ако денес протестирате за тишина и сон, утре можеби ќе се сетите да побарате и чист воздух, а тоа веќе е сериозен удар врз традициите на нашиот главен град. Внимателно малку. Се согласувам, да. Ајде да се префрлиме на една заедничка соработка кога веќе зборуваме за тоа дали ќе претера некој или не. Добре. Дупер заедно со Јанг Дади песната некако поврзана со актуелниот протест, ги слушаме со Претера. Уживајте. Ona je svesna što ni fali, ona sme kako rivali, gore na vrv, dole na dno, dobro ne vozi ko budali. A što me tera da probuvam pad, i zašto sega, baš sega, bo ne znam koji pad. Ona me tera da sonuvam sam, i koga gledam ja nema pak sebi dam. I ne je fair što mi pravi izmešani signali, igri lagi pozadi, pa probaj i ne shvati. Viki ja preteram, stvarno ja preteram, ne surte gore pa dole za 5 dana. Viki ja preteram, stvarno ja preteram, ne surte gore pa dole za 5 dana. Ona je svesna što ni fali, ona sme kako rivali, gore na vrv, dole na dno, dobro ne vozi ko budali. Ona me gasi pa me pali, prvo me grebe pa me gali, toplo ladno, dominantno, i koga sme sami nema tajni. Čuvaj me vo sebe, ne me čuvaj za moment. Tuga sam za tebe, a znam ti si mi problem. Čuvaj me vo sebe, ne me čuvaj za moment. Tuga sam za tebe, a znam ti si mi problem. Viki ja preteram, stvarno ja preteram, ne surte gore pa dole za 5 dana. Viki ja preteram. Кој ја претера? Кој? Јас не претерувам понекогаш. Ајде да претераме со нешто што е многу убаво, се вика Срекни вести и е следното кое што сакаме да ви го раскажеме. Првата ја имаш ти, ако не се лажам. Првата имам јас и не Секогаш. случајно, бидејќи ги сакам битолчани, ја сакам битола, и првата срекна вест се однесува токму на мојот омилен и фаворизиран град во Македонија, додека светските метрополи трошат милиони евра за изградба на модерни водени атракции, општина Битола уште еднаш докажа дека мисли на своите граѓани. Како? Благодарение на невидениот природен феномен наречен дожд, кој што си го имаме токму таму, битолчани добија автентична венецијанска атмосфера, здодевните улици преку ноќ се трансформираа во бесплатно адреналинско доживување со можност за усовршување на пливачките вештини на случајните минувачи. Затоа, драги битолчани, може да си ги облечете своите рибарски чизми, да ги подготвите душеците за пливање и да го чекате следниот дожд. Малку гледате позитивно на работите што се случуваат после малку голем дожд во Битола. Така, апсолутно. Да. Уште една срекна вест доаѓа од фудбалот овој пат за фудбалските фанови во нашата земја. Откако беше објавено дека за време на светското фудбалско првенство во Америка, пивото ќе се продава по цена од $18. Да, благодарение на тактичкиот неуспех на нашите фудбалери во квалификациите, буџетот на просечното македонско семејство останува безбеден. Голема благодарност до ФФМ и до фудбалерите. Да се пласиравме сега ќе морав да бирам дали на детето да му платам факултет или да испијам 3 пива на стадионот во Њујорк. Вака напише еден пресреќен навивач од Скопје. Светското првенство може слободно да почне. Македонците уште еднаш ни докажаа дека најскладко се победува кога воопшто не играш, а парите ти остануваат во џебот. Останете со звук што се гледа. Сега ви кажавме срекни вести, ве расположивме и време е да се насочиме кон друга сфера, по овие убави срекни вести.
Ке се соочиме со суровата реалност и една вековна македонска традиција. Како ова звучи? Традиција која што за жал се повторува секој јуни, така и овој официјално сме на прагот на летото, а тоа за нас, припадничките од понежниот пол, значи само едно. Паника. Ова е период кога се активираат сите можни диети, се бројат калории, верувате да, и масовно се уплаќаат термини во теретаните. Знам, за тоа можам да го потврдам на 2-3 месеци. Да, ама како и за се друго, еве ќе те надополнам и тука си имаме наш уникатен македонски пристап. Сакаме плочки, а наутро си сакаме и бурек со месо. Не се откажуваме од тоа или симит. За овој феномен на феномените, директно од терен ни се јавува нашиот колега Тик-так. Секој јуни истото чудо. Илјадници луѓе одненаш сваќаат дека летото не е некоја далечна астрономска појава од типот залутан Нептун во Плутон и Уран, туку е буквално зад аголот. И токму тогаш почнуваат ветувањата. Од понеделник салата, од вторник пешачење, теретана во среда, детокс у четврток и од петок, ајде да се вратиме назад во понеделник. Интернетот е преполн со совети како за 14 дена да добиеш тело за плажа. Интересно е што никој не бара тело за канцеларија во февруари, само плажа во јуни или јули. Во текот на зимата гордо си велиме дека е важно што има човек во душата, а во јуни одеднаш станува што има човек под маицата. Она духовното може да го фрлиме у вода. Најголемиот проблем е што сите сакаме летно тело, ама никој не сака летна дисциплина. Сакаме мускули, ама сакаме и кифла со крем, четврт со месо, бурек со сирење, јогурче, едно, друго, трето. Сакаме да ослабеме, ама не и да го отстурнеме далечинскиот управувач за да стигнеме до него. Фитнес центри во јуни се како собрание во јануари. Луѓе трчаат на ленти, креваат тегови и се потат со ентузијазам што обично трае колку што трае бесплатен пробен период на некоја апликација. Од 24 часа до 7 дена. А потоа доаѓа викенд. Бурек, пица, едно пиво, второ пиво, вино, едно, друго, трето и официјално диетата станува историски документ. Прашањето е, дали навистина ни треба совршено летно тело или само малку помалку вина додека јадеме сладолед? Затоа, прашањето за во утро. Што победи кај вас ова лето? Летно тело или зимска навика? Зорка, што победи, летно тело или зимска навика? Ај, не ме прашај. Телешка Не ти чорба. кажам. Колегата од режија Тони убаво ни додаде не само бурек и телешка чорба. Јас мислев дека е тоа диетално, ама не било. Не, апсолутно дека Да. не. Во меѓувреме слушатели пишуваат и гледачи пишуваат Симит победил. Симит победила. Поздрав до сите. Имаме убав избор на јадење. Да, само да кажеме, Радио 2 морате сме на Facebook и на Instagram, праќајте ни фотографии и видеа, веќе утре ќе видиме дел од тоа како ви поминува утрото. Колеги во соседно студио, прашањето за вас исто. Ја колку што знам, Зорка е во надпревар за соборување на килограмите или заврши тој надпревар. Па не, надпреварот сега- трае. Тоа треба да трае, ама Зорка дали е се уште под режимот? Години трае тој надпревар, не знам кој ќе победи на крајот, ќе видиме. А јас најдолгиот мислев надпревар. дека Ненад ќе ги покани колегите на чорба по емисија, ама ништо тоа. Чекај се прави. Ќе се поканиме сами. Крчка, Одиме така. после емисија. Важно. Поздрав од нас, Зорка продолжува после 8 часот со Тик-так, а ние завршуваме со Марија Спасовска и Седатив. Ке ни треба утрово, ако Да. не сме испиле кафе. Да. Зошто прошета низ мојот живот баш ненамерно? Како да засакам друга душа сега посилно? Како да посакам други очи толку наивно? Каде да пронајдам ваква страст повторно? А ја знам за себе се знам, само едно никако не знам, како да испари ваква чезна, како да излезам од ваква бездна. После тебе ова тело бара седатив, зашто само ова срце не ќе преболи?
Седај ми. Со тебе патувам, кај што сонцето не заоѓа.